Го продолжуваме неделниот микс, почитувани гледачи. На мое големо задоволство во продолжение ќе има можност да разговарам со музичко дуо кое што го гради својот препознатлив стил и звук сите овие години, а поводот за нивното гостување е промоцијата на нивниот нов албум Бујнаков свет, Dreamers. Ми се дел денеска од неделниот микс, односно Јордан Джеймс Ивановски и Синиша Карамфиловски. Добре ми дојдовте. Добро ви најдовме. Честитки за вашето ново CD. Благодариме. Претпоставувам дека сте возбудени што еве сега веќе гледачите ќе може да го слушнат и да уживаме во вашата музика. Така е. Конечно после толку голем период, успеавме ова CD да излезе само виделило и да имаат можност сите оние кои што не гледаат на 24 и сите други да го слушнат CD-то и нашето ново издание. Синиша, вие? Па искрено ни одзеде малце подолг период од тоа што планираме, за да го снимиме CD-то, но сепак сме тука, конечно. Така е, крајот го краси делото, како велат. Бујнаков свет, име кое што ќе ни го објасните вие некако подетално. Всушност, зошто токму ова име и што е тој Бујнаков свет за вас лично? Кој е тој Бујнаков свет за вас лично? Тоа што сакаме овој албум да биде символ на еден поинаков свет. Свет кој што можеме заедно да го изградиме, да биде базиран на емпатија, љубов, разбирање, поддршка, а тоа е тесно поврзано со нашата хуманитарна работа. Да, всушност хуманитарен карактер има самото CD, па сега ве објасните ни вие на кој начин ќе биде спроведено тоа. Па всушност преку самата продажба на целиот овој албум, планираме сите средства да ги вложиме во апарати и бела техника за оние хуманитарно загрозени семејства. И впрочем, тоа ни беше главната идеја и главната иницијална каписла за самото ова нешто. Така, што е за почит и што навистина секоја чест што сте дошле до таква идеја да сите средства бидат вложени во хуманитарни цели. Кога всушност започна приказната на албумот? Дали идејата се роди од една песна или период од животот? Како се градеше самиот албум? Па искрено, јас и Јордан се познаваме многу долго. Да, на првиот училишен ден во средна школа. И веднаш почна дружењето помеѓу нас двајца затоа што слушам иста музика, ги слушам истите бендови, ја споделувам истата страст за музиката. Така. Потоа се роди таа идеја да пробаме нешто да направиме нешто наше, нешто свое. Во тие денови тогаш дури дојдовме и до идејата за името на бендот, но сепак после подолга пауза во 2021 година конечно ќе снимиме нашата прва песна. Значи не го направивте бендот веднаш, туку? Не, да. Интересна приказна. Тоа тлееше подолго време, така да после извесен период од 2021 решивме да направиме Карма и од тогаш почна таа турнија и авантура. Се склопија коцките и од тогаш сте навистина на музичката сцена едни од најдобрите, можам слободно да кажам, и кога станува збор вокалот, но исто така и самите композиции и песни, а тоа исто така и еден врвен наш уметник го препозна и музичар Венко Серафимов, па така на некој начин да ви дозволи да ја преработите неговата песна Лажливи времиња. Како се случи таа соработка? Ти знаеш повеќе. Да, вака, значи, нашиот план секогаш беше да имаме 10 песни на албумот, од тие 10 9 да бидат наши авторски и една песна и во секој нареден албум да имаме по една песна македонска ретро, што сакаме да ја дадеме нов живот, да пробаме да снимиме, да ја доловиме во наш стил. Одлуката не беше лесна. Апсолутно. Ама се одлучиме за Лажливи времиња затоа што никој досега нема преработено. Одлична песна. Апсолутно, еве моментално ја слушаме, имаат можности гледачите да ја слушнат исто така. Сега, кои се продуцентите, соработниците кои што имаат нели вмешано своји прсти, ако може така да се каже, во самиот албум? Па така, значи задолжени за целиот овој албум беа Green Room Sound Studio-то. Продуцентите беа Дамир Пух и Наташа Миха. И се надеваме дека и во наредните неколку албуми истите продуценти има да останат. Значи тие се буквално, ако однака нескромно и би кажал, не во Балканот, туку и може и во цел свет се едни од најсолидните продуценти. Дамир е истакнат светски гитарист, Наташа е истакната вокален изведувач, така да
со нив е стварно задоволство да се сработува. Да, и ги поздравуваме. Наташа во една прилика ни Голем беше поздрав. гостинка, Така, да. навистина врвни музичари се и ти исто така. Во однос на вашите претходни изданија, по што се разликува овој албум? Дали повеќе сте храбри, дали повеќе сте зрели? Па може да почнеме со Карма. Дека уствари Карма ни беше како еден вид, таа ни беше првата песна. И уствари го опипувавме самиот терен, како би реагирал самиот народ на сето ова. Со тоа што има премногу балади во самиот албум и решивме ајде првата песна нека биде малце поенергична, помоćна, како би ја приватил народот. И свативме дека народот сака да слуша и брза песна, и спора песна, и балада, и љубовна, така да према тоа се движевме на некој нивно скалило и стојавме. Вие постојано настапувате, имате свои настапи, концерти. Сега не. Значи реално работиме, ние ова го работиме како одреден проект моментално, меѓутоа планираме да имаме еден jam session каде што ќе ги поканиме Дамир, Наташа, зависи кои, значи познати изведувачи и би направиле еден склоп на неколку хитови од самиот албум. Тоа би било одлично. Да. Сакам да кажам дека настапувате постојано сте меѓу публиката и можеби на тој начин сте почувствувале дали публиката сака повеќе балади или брза музика. Синиша? Да, искрено планираме после овој албум да го направиме тој live session со неколку одбрани номери од самиот албум, изведени акустично. А после вториот албум, што треба да го започнеме со работа за скоро време, планираме и некои поголеми настапи, така. Па одлично, прекрасно. Во однос на самиот албум, дали имало некоја песна која што ви било најтешко можеби да завршите, дали можеби емотивно или ни самиот процес? Искрено лажливи времиња, затоа што знаеме дека други артисти, други музичари пробувале цело време да преработат песна од господинот Венко Серафимов и не успеале, значи не беме многу оптимисти Да. за целата таа работа, но беме решени да одиме до крај. Значи нема откажување, одиме на наше големо задоволство. Се испадна во најдобар ред, се дружиме во студио, се поминаме преубаво. Слушна прво демото, Да. дојде кај нас во студио и буквално човекот ни даде зелено светло, рече дечки секоја чест, продолжувате понатаму. Тоа е исклучително важно, самиот нели Така е. Да. Тоа е голем гест од голем човек. така Еден е. огромен поздрав до него ако Да, го поздравуваме. Дали вие се обидовте да ја зачувате оригиналната емоција или сакавте и ваша да внесете? Мислам, несомнено имате внесено ваша, меѓутоа од аспект на таа одговорност, нели? тоа е комбинација од двете работи. Зачуваме колку што можеме од самата оригинална мелодија, но сепак мораме нешто наше да дадеме и мислам дека Да, тој современ звук. да. Крајниот производ беше одличен. Мислите ли дека денеска музиката има и општествена одговорност? Па мислам дека не мора, меѓутоа ако успееме на некој начин да им помогнеме луѓето преку тие комунитарни дела, зашто не може да биде убава комбинација? Така, а како, например, реагира публиката на вашите настапи? Дали повеќе го слушаме текстот или уживаме во атмосферата? Секој различно. Секој различно. Дури мораме да ги објавиме текстовите посебно на социјалните мрежи за сите што сакаат да се потсетат на постарите песни, да споделат и така натаму. Така, вие, Јордан, од ваш аспект, како го доживувате тоа дружење со публиката на настапите? Види, јас искрено да го работам од преку 20 години. Си имам и свој бенд, да ги поздравам Мики, Гега и Наум. Самото искуство не мора да значи се. Значи искуството се гради постепено, од дел во дел. Со тоа што многу е поинаква таа свирка што е во живо, за разлика од тоа што го снимаме во студио. Авторските дела се секогаш потешки. За разлика од оние песни каде што правиме преработки на ексиу песни за овој народ. Така да и тука има некоја симбиоза, меѓутоа различни се двете ствари. И едната и до другата. Така, сосем поинаква и, нели, и да, емоцијата. Кога ете друга песна на друг автор се пее, а сосем е друго кога се создава своја музика.
Спомнавте дека планирате на некој начин одредени настапи во акустична верзија, а што е со концертите? За концерти е рано, според нас. Да. Имаме доста работа, што не чека. Материјалот за вториот албум е спремен, треба да почнеме за брзо време да го снимаме. И истото што ни се случи со првиот албум, не се случува и сега. Авторските песни се тука, ги знаеме, само треба технички да ги спроведеме. Изборот на песна македонска која што сакаме да ја преработиме, тука настанува мал проблем. Дел. Да, тој е најтешкиот дел. Затоа што материјалот за вториот албум е спремен, како што спомнав. Воопшто немаме идеја за која песна би преработили. Така да апел до сите. Би сакале сепак нешто да преработите, нели? Да. Така е. Доколку има некој идеја да не контактира на социјалните мрежи. Па, одлично, навистина. Еве да позборуваме за спотот кој што е снимен во Љубљана. Добро. Па ме интересира како дојдовте на идеја токму во Љубљана да снимате спот. Кој што патем е одличен. Одличен спот, да. Александра е еден млад уметник, талентиран. Моментално живее и работи во Љубљана, Словенија, и од тука дојде таа идеја да се сними. Вие не бевте, значи, таму, да кажам, вие бевте на снимањето на спотот или? Не, таа си превзе на нејзина иницијатива, така да поздрав и до Александра, доколку не гледа. Секако, ја поздравуваме Александра, навистина многу убаво се вклопило се и значени се овие соработки помеѓу музичари, нели? Апсолутно, да. Да. Тоа е ни во план, значи да успееме да соработуваме со многу повеќе млади артисти. Сакаме да додат и тие до одреден израз. Мислам дека стварно имаме талентирани изведувачи, талентирани музичари, како вокали, така и сами инструменталисти. Но не се исклучени и ту попознатите артисти. Да. Кога слушате, например, друга музика, туѓа музика, дали повеќе анализирате или се препуштате на слушањето на музиката? Зависи од самиот артист, зависи од стилот на музиката, од жанрот и зависи од периодот низ кој што поминувам во моментот, така да ми се случило и со еден исти артист во одреден одреден период да ја слушам само музиката, во друг период да го слушам само текстот, така да станува збор за истите песни всушност. Джеймс, ти? Па не знам, значи, може би поправо е Сидниша што кажува дека во текот на денот може да се смени текстот да биде главен, подоцна биде инструменталниот дел, музиката, но има толку светски познати изведувачи и артисти што буквално не можам, одно што викаме да фатиме крај со крај, дали некојаш е подобар неговиот текст, дали влегувате буквално во музиката, така да не знам, голем е тој аспект и стварно не знам што би одбил во тој момент. Колку е важна дисциплината? Нели, инспирацијата доаѓа, се случува, но што е исто така и со дисциплината кај музичарите? Многу важен дел, исто. Сепак мислам дека инспирацијата е поважна. Превладува, да. Да, превладува, затоа што тоа е тој момент кога се создава песната, а техничкиот дел исто си бара по некоја жртва, слободно време, труд, така вложено енергија, емоции, но самото снимање така. Од твоја перспектива? Не знам стварно. Значи мислам дека инспирацијата е 90%. Меѓутоа кога таа би се заокружила на тие 90%, подоцна ако превладуваат некогаш и тие 10% превладуваат пред тие 90%, но сепак ако немаш инспирација нема да имаш ни доволна одговорност и дисциплина, така да претежно мислам дека инспирацијата е најглавна од се. Музиката исто така е лек. Музиката не воздигнува од секој аспект. Па колку музиката во тешки времиња ви помогнала? Па многу. Да. Во право е, значи, секогаш музиката е лек. Лошо е, например, што некогаш, заминува некои наши блиски, што ги сакаме и се подсетуваме преку некои текстови, некои песни. И буквално не рефрешира, не освежуваат сите тие делови, сите тие текстови, сите тие мелодии, некои убави ноти, така да 100%, 150% сме сигурни дека музиката е голем лек на се. Така, Симиша, и за тебе? Па да, истото
би го споделил со тоа што добро е од една страна што музиката може да помогне многу во тие тешки моменти. Тие Апсолутно. периоди што се Долго време сте на сцената и колку всушност вие се променивте сите овие години? И од музички аспект, Па не баш. од музички не. музички, да. Искуство Да, си го карактерно не. карактерно сме исти, како што беме во Е, тоа средна да школа. стане исти. А музички да, музички. Тоа е секоја наредна песна, ново искуство, ново доживување. Се надеваме дека и оптимисти сме дека вториот албум би бил подобар од првиот. А веќе во подготовка, така? Да, Материјалот е спремен, материјалот е подготвен, само да се влезе во студио и да се заврши. техничкиот дел да се Многу сте вредни. Нели? Секоја чест, многу сте вредни. Во однос на авторскиот дел и понатака вие сте си, нели? Така е, да, Синиче останува главен текстописец, да. сите дела. Продукцијата останува Green Продукцијата Room, останува. Sound Studio. Па супер. Дури дечки што се задолжени за видеопродукцијата остануваат исти така. Да. Што си посакувате за иднина кога станува збор Dreamers? Каде, сега да не звучи ова каде се гледате себе си за 5 години, меѓутоа што на што некако иднината би сакале да ви донесе? Па јас искрено сум малце голем оптимист. Меѓутоа, ете, првиот наш албум Поинаков свет буквално алудира на подобар свет. И мислам дека треба таа иднина да градиме на подобар свет. Ете, гледаме што се случува по целиот свет, значи војни на сите страни. И исто така планираме барем колку толку да го подобриме животот на обичниот граѓанин, што тој им треба многу на луѓето, а со самото тоа и ние ќе се подобриме. Какви се луѓето на настапите, кога ќе споредите пред неколку години и сега? Каква е атмосферата конкретно и на вашите настапи? Од другата страна, или вие не гледате нас, публиката? Исто е. Исто е. Значи буквално се чувствуваме исто. Дали сте на страната на бината, дали сте на страната на публиката, се е исто. Ако нема таа енергија меѓу себе, се е залудно. Значи, ако она луѓето го приметуваат, секогаш кога гледаме кога сум на сцена, приметувам дека ако не се доволни луѓето, не сум јас доволен. И обратно е. Препознаваат дека нешто денеска не е во ред со тебе, не си расположен. Така. И самата Енергија, енергија паѓа. Така да, А и вие не читате нас? Или мислам, така е, да. присутните. Ние сме на големи психијатри во тој дел. Веднаш знаете кога треба весело да Така е. излагате. Така е. И тоа не може секој, нели? И за тоа треба и некоја психолошка Да. жичка, односно И тоа е умешност некој дел на да... уметнички талент, ете да кажеме. Така, ни сите овие години ви апсолутно и тој момент го имате, но пред се квалитетната музика, квалитетниот вокал, текстовите се исто така важен дел за сето тоа да звучи светски, а вие навистина делувате светски и треба да ве цениме и да си ги цениме нашите музичари кои што се квалитетни како вас. Ви посакувам сето на што го планирате да ви се оствари. Ете така и со новото CD. Навистина честитки за новиот албум и ви посакувам ете и набрзо да се случи вториот албум, но и песните да бидат се повеќе слушани како што веќе и се. Имаме и мал поклон, Имаме мал поклон. специјално за тебе. Ви благодарам. Со посвета Да. за Марија 24. Ево и гледачите може да видат. Многу ви благодарам, со големо задоволство ќе го слушам и ќе го слушаме тука, а Баш ми е секако и полека овој разговор ќе го завршиме со вашата музика, односно слушајќи ја вашата музика, па ете едно големо благодарам. И се благодариме ние. Почитувани гледачи, Dreamers беа денеска дел од неделниот микс. Значи, тука разговаравме со Синиша Карамфиловски и исто така со Јордан Джеймс Ивановски по повод нивното ново CD Поинаков свет. Еве, ми го подарија со посвета, им благодарам уште еднаш. Знаете дека ние потикнуваме слушање македонска музика, наша домашна, така ќе биде и понатака во неделниот микс и на телевизија 24, а вие останете со програмата на, како што спомнав, TV24 и се гледаме следниот викенд. Довидување.